Институциите мора да преземат сериозни мерки за да ги спречат последиците од климатски промени, бидејќи последниве години зачестени се појавите на поройни дождови при што доаѓа до излевање на реките и големи материјални штети. Ова е пораката што ја опатил Центарот за развој на Југоисточниот плански регион од Струмица, кој заедно со општините Радовиш и Благоевград од Бугарија реализираа прекограничен проект со кој се уредуваа коритата на реките Сушица во Радовиш и Бистрица во Сандански, кои последниве децении постојано се излеваа. Треба да бидат свесни не само младите за кои ние одржавме отворен ден, меѓутоа сите популации од луѓето, а секако и многу институции што се вклучени како надлежни. Еден од проблемите е секако ерозијата, она неконтролирање, сечење на шумите што уште повеќе ги зголемува поплавите во некои делови. Сведоци сме еве на многу поплави од река Сушица, каде што има не само материјална штета, туку и човечки животи. Она што го работи проектот овдека е веќе интервенција на штетите што се направени од климатските промени. Последици од поройни дождови има и во општина Сандански, Бугарија, каде со проектот се уредуваше коритото на реката Бистрица. И оттаму велат дека треба да се подигне свеста, но и ангажманот на институциите за да се спречат последиците од климатските промени. Да, имаше проблеми по река Бистрица. На места изливаше кај Имавме проблеми со реката Бистрица. На одредени места поради поройните дождови имаше изливање на реката и предизвикуваше штета на приватните имоти. Затоа моравме да интервенираме со подпорни зидови од камен. Последниот месец имавме доста проблеми со поройните дождови и како општина моравме да интервенираме на чистење на улиците, но и на поплавените приватни домови. Восстановјаване на улиците и на имотите на хората. Проектот заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш чини околу 580.000 евра, од кои 336 ги обезбеди Европската унија, а околу 190.000 евра се обезбедени од буџетот на општина Радовиш.